Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Председателот Барак Обама продолжува да води кампања за реизбор неделава, апелирајќи до граѓаните да вршат притисок врз законодавците за усвојување на неговиот план за креирање работни места. Председателот денес заминува за Северна Каролина да апелира директно до американските граѓани во време кога стапката на сиромаштија во земјата порасна на највисоко ниво за последниве 17 години. Вчера тој беше во Охајо, зборувајќи за иницијативата за трошење 25 милиарди долари за модернизација на 35.000 јавни училишта во државата. Председателот инсистираше дека ова ќе им помогне и на невработените наставници, ветераните и младите луѓе, како и на градежниците. Во другите вести, администрацијата на Обама испраќа двајца високи пратеници назад на Блискиот Исток во надеж дека ќе се избегне најавената конфронтација во врска со палестинската државност. Мисијата на Дейвид Хейл и Денис Рос денес треба да биде уште еден дополнителен напор за одвраќање на палестинците од намерата да бараат државност следната недела на средбите во Њу Јорк на Обединетите нации, чекор на кој Израел силно се спротивставува. Американската државна секретарка Хилари Клинтон рече дека единствен начин да се дојде до трајно решение е преку преговори на Ерусалим и Рамала, а не во Њу Јорк. Во меѓувреме, турскиот премиер Реџеп Тајип Ердоган на арапските министри во Каиро им кажа дека Анкара го поддржува палестинскиот обид да дојдат до држава, велејќи дека тоа е обврска, а не опција. Републикански бизнисмен Боб Тарнер победи на специјални избори за конгресно место од Њу Јорк, што многумина го гледаат како референдум против политиката на Барак Обама. Тој кажа дека е пренесувачна пораката на народот, што се надева ќе биде чуена во 2012-та. Тарнер дојде на местото на Антони Вајнер, кој призна секс скандал преку интернет. Речиси цел ден траеше битката во Кабул, откако Талибан нападна неколку важни згради во главниот град на Афганистан, вклучувајќи и амбасадата на Соединетите Американски држави. Епилогот е 14 загинати, вклучувајќи и 3 деца, а ранети се и десетина други. Еве што всушност се случи. Вооружени бунтовници со самоубиствени појаси и проектили го нападнаа седиштето на НАТО, Американската амбасада и Афганистанската агенција за разузнавање. Се смета дека нападот во Кабул е еден од најсериозните и кој траел временски најдолго од почетокот на американската инвазија во 2001. Како дел од нападот, 6 милитанти упаднале во неколкукатна зграда во изградба на работ на дипломатскиот кварт во Кабул и оттаму стрелале врз соседната американска амбасада и врз седиштето на НАТО. За среќа ги убивме 6 бунтовници кои ги почнаа нападите вчера од високата зграда каде беа забарикадирани. Портпаровот на коалиционите сили објави дека 11 афганистански цивили загинале во нападите од Талибан, а повредени се 6 војници од НАТО. Афганистанското министерство за внатрешни работи јави дека најмалку 3 полицајци го загубили животот. Вчера имаше 4 напади во Кабул во кои учествуваа 9 терористи. 6 од нив ги почнаа нападите околу 2 часот. Нашата полиција успеа да ги совлада. Утрово во 8 часот и 30 минути операцијата заврши. Афганистанскиот претседател Хамид Карзаи го осуди нападот и ја поздрави ефикасната акција на афганистанските власти. Тој рече дека ваквите акции нема да ја попречат безбедносната транзиција во земјата и ја пофали решеноста на афганистанскиот народ да ја земе одговорноста за внатрешни прашања во нивната земја во свој раце. Нападот уследи во време кога НАТО работи на префрлање на целосната контрола врз безбедноста на афганистанската армија во следните неколку години. Една од најстарите институции, американските поштенски служби, се наоѓа на рап на пропаст и мора радикално да се реструктурира за да обстане. Ваквата негативна прогноза ја изнесе првиот човек на американската пошта на распит во Конгресот. Ако се прашувате зошто Конгресот држи распит за приватна институција и дали на САД воопшто и треба ваква служба, одговорот може да го најдете во следниот прилог. Во САД има повеќе пошти отколку Макдоналдс ресторани, Старбакс кафулиња и Волмарт продавници заедно. Овие услуги се напишани во американскиот устав.
За Лерој Ли и неговата супруга, оваа мала пошта во предградието на Лос Анџелес е битален дел од неговата заедница. Ги знам сите вработени овде, често ги гледам. Но оваа пошта може да биде затворена, зашто не се исплатува да биде отворена според приходот што го генерира. Всушност, 1500 пошти во САД се во слична ситуација и се соочени со можност затворање во следниве неколку години. Лошо е, локална пошта. Ни треба вакво нешто во населбава. Многу луѓе не може да додат до големите пошти. Но портпаролот на американските поштенски служби Ричард Махер вели дека луѓето го промениле начинот на кој комуницираат и водат бизнес. Наместо пошта тие користат интернет. Така и ги плаќаат и добиваат сметките. Само минатата година поштата загубила 8,5 милиарди долари. Агенцијата проектира загуба од уште 10 милиарди долари за годинава. Доколку поштата беше обичен бизнис, ние веќе ќе пријавевме банкротирање, ќе миревме низ реконструкција и реорганизација. Но бидејќи поштенските служби се владина агенција, Конгресот треба да ги одобри мерките за штедење пари. Пред Американскиот сенат неодамна сведочеше директорот на поштите Патрик Данахо. Тој побара дозвола да се променат пензиските бенефиции и здравствената заштита за вработените, како и да се престане со доставување на пошта во саботите. Со доставување пошта само 5 дена во неделата ние би заштедиле над 3 милиарди долари годишно. Тој кажа дека агенцијата исто така ќе мора да елиминира 220.000 работни места до 2020-та. Сега се чека на одобрение од Конгресот. Храна што се продава од камиони. Некои ќе речат ништо необично за улиците на големите американски градови. Но сега тоа се крева еден степен повисоко. Гледајте на утре. Не само што храната е органска, туку е од зелени камиони. Што значи тоа? Гледате утре во Newsflash. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. И тоа е се за денеска. Следете не се разбира и на интернет, адресата знаете, glasnaamerica.com. До гледање.